Здраво, здраво, дечки! Јас сум Кика Авира и добро дојдовте во ново видео од серијата Гајле ми е. И денеска ќе зборуваме за уште една тема за која што мене ми е гајле и мислам дека треба да ви биде и вас. А тоа е зошто младите си одат од државава. Една тема за која што мислам дека многу се збори и мислиме дека се прави нешто, ама нема резултати, така да не знам. Односно, не само што нема резултати, туку и ситуацијата се влошува. Од година во година станува се полоша. Сега, зошто сакам да зборувам за оваа тема сега? Па, главната причина е затоа што јас во моментов се наоѓам во еден период каде што размислувам, лично јас, дали да останам овде или да одам некаде во странство. Кои се предностите ако останам овде, кои се предностите ако отидам некаде, и јас самата размислувам за дали предностите кои што ги има оваа држава и ги нуди оваа држава се поголеми од оние во странство. Да видиме што викаат фактите. Вика, според последните податоци, издадената анализа во 2019 година, стапката на високообразовниот кадар што живее и работи во странство е особено висока и изнесува скоро 40%, или повеќе од 1/3 од високообразованиот кадар. Високообразованиот, да. Може многу лесно да се примети дека моето високо образование не е во сферата на јазиците. 40%. 40% од сите што завршуваат факултет ја дувнуваат надвор од државава. И искрено не ми е ниту чудно, ниту па осудувам некој, затоа што секој од нас си бара подобра иднина. Секој од нас бара подобри опции во животот, повеќе пари, да не се лажеме. И мислам дека владата нешто прави некои обуки, не знам, дава грантови за само вработување и така натаму. Меѓутоа, според мене, главната причина зошто си одат младите од државата се работодавците. Јас лично работам за странска фирма и мислам дека баш заради тоа можам да направам една споредба помеѓу нашите работодавци и оние кои што мене ми се погодиле. Не можам да кажам дека сите во странство се топ, меѓутоа оние кои што мене ми се погодиле. Да не се лажеме, битни се и парите, многу се битни парите, особено дали оние пари кои што ги добиваме од како плата соодветствува со работата што сме ја завршиле. Многу често компаниите бараат од вработените многу повеќе од она што го нудат на вработените. Ако не сум доволно почитувана за да ми се плати онолку колку што треба да ми се плати, сигурна сум дека нема ни да бидам почитувана како човечко битие во рамките на таа фирма. Многу често се случува да работодавците во суштина се шефови кај нас, не се лидери, и тоа е многу голем проблем. И нормално дека нема да сака некој да работи за вас ако сте, не знам, арогантни и не почитувате туѓо време, не почитувате други луѓе како личности и слично. Многу често сум го слушнала муабетот дека не може да се најде вработени. Не им се работи на луѓето, не сакаат да работат, мрзливи се и така натаму. Сум го слушнала ова во многу сфери. Значи, од технологија до убавина, значи во сите можни сфери на работа. И првото нешто што јас го прашувам при таков муабет е не им се работи на луѓето или
Она што го нудите не соодветствува со она што го барате. И ако некој во странство му понуди на човекот повеќе пари и повеќе почит, зошто тој да остане во државава? Нема логика да остане во државава. Да не зборувам колку има шефови кои ќе дојде време, например, К15 да им се даде на вработените, ќе им го пуштат на сметка, пошто нели мораат, ама после им го бараат назад. Као да идеш на банкомат да ги извадиш парите, да му ги даеш на рака. Сигурна сум дека секој од вас знаат за ваков пример. Колку примери имаше каде што сега заради пандемијава, нели државата даде пари на компании за да може да ги исплати вработените. Имаше примери каде што работодавците ги бараат назад овие државни пари по некоја причина. Или па имаше исто така примери каде што државата пуштила пари, нели, државни пари од нашите даноци. Државата пуштила пари а компанијата се уште си продолжила да работи, да прави профит, а сепак не платила самата на вработените. Или уште полошо ги барала парите назад. Имаше и такви случаи. Јас лично знам за 2 примери такви. Вика, според Државниот завод за статистика, само за една година за повеќе од 4 пати е зголеман бројот на одселени граѓани со високо образование. За една година се зголемил 4 пати бројот на одселени луѓе. Па добро. Кој ќе остане последен, нека го изгаси светлото. Не знам од каде беше овој квоут. Ако ви текне, пишете. И вели, инаку, според Светската банка, во последните 30 години 500.000 луѓе, претежно млади, ја напуштиле земјава. 500.000 луѓе. 500.000 луѓе на држава од 2 милиони е 1/4. Апсолутно не ми изненадува. Мислам дека сите оние програми кои што се спроведуваат за да се задржат младите во државава се таргетирани кон погрешната публика. Значи, не се младите кои што се заминуваат, оние кои што треба да се убедат да останат. Тие млади нема да се убедат со зборови или со некоја програма која што ќе замачка само очи. Тие млади можат да се задржат во државава само со вистински просперитет кој што можат да го имаат во државава. Само ако вистински се променат некои работи, ќе можат да се задржат тие млади од државава. Ако не, бројот на луѓе кои што ќе си одат од држава само ќе се зголемува. И нема поента јас да го седнам човекот или да застанам на аеродром и да му викам не си оди од државава. Као зошто? Зошто? Треба да му даеш вистинска причина зошто да не си оди од државава. Според мене, вистинска промена би можела да се направи само доколку се спроведат некои закони или правила кои што ќе важат за работодавците во државава. Како и да е, мислам дека има многу попаметни луѓе од државава од мене и кои што можат да ги направат овие промени и да измислат начин како да се направат овие промени. Меѓутоа, ако не зборуваме на темата и ако си залажуваме и замачкуваме очи, промени нема да се случат и ќе останат само
не знам, постарите во државава. Многу лошо е тоа да се каже, ама тоа е вистината. Ви благодарам што бевте со мене со ова видео денеска. Овие видеа можете да ги гледате на YouTube и на IGTV и не знам, стиснете таму follow, subscribe, што и да е, ако ви се допаѓа, ако не, тоа е тоа. Се гледаме во наредно видео, се надам дека останувате безбедни и здрави и се штитите себе си и луѓето околу вас. Ајде, чао!